Паралелно со тренерската кариера во овие клубови што ги спомнавме, кога се формираше македонската репрезентација, сениорска, ти беше во неа, како помошник на Дончевски, кој беше селектор, и Лазар Плачков беше, и Мацков. И Мутибарич. И Мутибарич, да. Мацков беше во млада. Мацков во млада, да. Ти беше, го кажав тоа, паралелно, значи, и тренер во клуб, и тренер во репрезентација. За репрезентативните настапи ќе се вратиме подоцна. Сега ме интересира твојата клубска кариера, како одеше во тој период, еве, крајот на 90-тите години и почетокот на годините од новиот век. Токму така, значи 93-та, кога го поставуваат Частал Божиновски за државен капитен, Дончевски за селектор, јас сум како прв асистент, Лазо Плачков како втор асистент и Драган Мутибарич тренер на голмани. Значи, од 93-та сум во Беласица, 94-та во Љуботен, 95-та сум во Пробиштип. Значи, исто така Пробиштип после 7-8 надпревари беа последни. Дончевски претходно работел во Пробиштип. Луѓето го замолиле дали ќе може да им помогне, он ме прати мене, јас, еве вика, као да сум јас тамо, ви го праќам Джиджи, немајте, он е добар тренер, амбициозен, ги остави во лига, меѓутоа ова исто така се случи пред некои 5-6 надпревари до крајот, требаше да ми исплатат она што ми должа, значи некаде близу 30.000 марки, се насобраа, значи многу пари, не ми исплатија. Пред надпреварот со Пилистер не патував, загубија 6-7. По надпреварот ми се јавија, им кажав дека е завршено, нека заборава, дека не ми должат ништо. И не се враќа. Апсолутно не се враќа. А парите ги остави. И после Джиджи. Видите, во тоа време немаше договори. Значи федерацијата не стоеше позади тренерите. Договор тренерот со председателот на клубот, со управата и тоа. Значи јас бев и тогаш професионален тренер. Значи, моја работа беше само тренер. Значи, јас не сакав, како многу мои колеги, да држам и работно место негдека не е битно, не споменувам имиња, и попладне да иде да се рекреира со играчите. Значи, тоа е неможно. И сега кажи ми, значи, до 96-та, фактички, 96-та... кариерата по клубовите, па да дојдеме до репрезентативната кариера. Токму така. 96-та сум како директор во Слога, кога беше Крнпотич како тренер, по неговото заминување, можда малци избрзано од страна на Рафет Муминовиќ, председател тогаш, и Джаро како почесен председател во клубот, ми беше речено дека јас сум шеф на стручен штаб, јас и го селектирав тој тим, и тоа е, значи, веќе следната година, односно таа иста година, Крнпотич не најде ангажман, Муминовиќ замоли да останам како директор додека не се најде некој решение. Тоа беше молба од Драган Джајич за Крнпотич, меѓутоа јас не прифатив, затоа што веќе работев месец дена, месец и пол со клубот, направив подготовки на само можда 10 дена пред првенството. Такво нешто за мене беше несватливо и не можев да го прифатам тоа. И јас си заминав, иначе имам коректни односи и ден денес, значи, со Рафет Муминовиќ. Не се лутам, така одлучиле, можда бил притиснат од други страни. Да. И потоа ја земав Цементара, значи 97 година. После Цементара заминувам во Целје. Тоа е 98 година, каде што Целје е последен на табелата. Успеавме да останеме во лига, значи се пласиравме на 7 од 12 клубови. Останавме во лигата. Следната година, значи, пак бев во Целје. Бевме на 5-та позиција, не успеавме да одиме во Европа, имавме многу млад тим, а предходната година, значи, имавме многу искусен тим и благодарение на тоа и останавме во лигата. Иако беа последни, да не речам, 6-7 бода разлика од предпоследниот, меѓутоа успеавме со директните конкуренти да добиеме овој надпревари. Тогаш беше трокружен систем во Словенија и успеавме да останеме во лига, што беше стварно голем подвиг и успех за публикум во тој момент.
2000-та се враќам во Македонија и веднаш ја преземав Победа Прилепска на барање и договарање. Во Победа колку време остануваш? Во Победа сум до крајот на сезоната, значи почетокот, и беше интересно дека Победа претходната година предводена од Канатларовски избори место во Куп на УЕФА. Првите предквалификации беа со Крајова во Универзитета од Крајова во Румунија. Успеавме да одиграме 1-1, иако има силен тим, има дури 5 А репрезентативци. Меѓутоа, они беа убедени дека ќе не добијат дома во Македонија во реваншот. Тогаш беше Джиджи Бекали во Крајова, потоа замина во Остеауа. Меѓутоа, ние и дома ги добивме 1-0. Мислам дека да имаше стадион од 100.000 ке беше преполн. Да, тогаш имаше сигурно повеќе од 18.000 на тој надпревар. Успеавме, 1-0 победивме, иако доминираше Крајова на целиот надпревар. Текот на 90 минути беа многу подобри од нас. Значи, не ставија во 16, не можевме да излеземе фактички, и така на една грешка Николче Здравевски ја искористи таа грешка на одбраната и посебно на голманот. Го постигна тој гол и ете готово. И за прв пат во историјата на македонскиот фудбал една македонска екипа успеа да влезе во прво коло на УЕФА, и тогаш ни падна Парма. Парма со тренерот Малезани, Буфон на гол, Каневаро, Амурозо, Туран, Милошевич, и да не ги редам, значи Дрим Тим од Италија. Дојдоа во полн состав, изјавата на Малезани вика чим ја изфрлиле Крајова се работи за добар тим, а година пред тоа, значи, прикажале добар надпревар, значи, со исто така италијански клуб во моментот, мислам дека Перуџа беше. Перуџа, да. Тогаш беше Канатларовски, значи, една традиција каде што Малезани одлучи да дојде во полн состав, и они дојдоа во полн состав, загубивме на градски стадион, мислам до тој момент во Скопје овде, затоа што не дозволија да се игра во Прилеп. Мислам дека во Прилеп ќе им беше потешко, иако се тоа вансериски фудбалери и звезди, сами звезди. Меѓутоа, овде на градскиот стадион, убав терен, 25.000 публика, можда и повеќе. Беше по знак прашање дали ќе се игра средбата, затоа што имаше 7 или 8.000 повеќе од дозволеното. Значи, Ацоле пушти навивачи без влезници, да кажам, популарно наречените мајмуни, кои беа сигурно во бројка од 5 до 7.000. И тоа беше надпревар каде што го загубивме 2-0. И тоа е уствари првиот надпревар, знам вашиот колега Гоце Сипковски тогаш кажа, ова е за прв пат во историјата на македонскиот фудбал во прво коло да се квалификува една македонска екипа. Добро, тоа беа деновите во Победа, ти со Победа имаше и други резултати. Да, тоа е 2004 кога стана Победа за прв пат првак, државен првак, освоиме прво место во силна конкуренција. Јагниња, телиња, волови на трибините. Токму така, токму така. Значи цел град беше на нозе, цел град славеше. Мислам дека и пошироко од Прилеп се славеше успехот на Победа тогаш. И мислам заслужено затоа што во конкуренција на полусезона имаше, значи, само бод разлика, Победа бегаше од Слога, од Силекс, од Вардар, од Работнички 2 бода, значи и од Беласица 3 бода. Не се знаеше ништо. Во директни надпревари, првата утакмица, прво коло во пролетен дел го победивме Силекс 2-1 во Кратово, дома го победивме Вардар 5-2, загубивме 3-1 од Беласица трето коло, четврто коло го победивме Работнички 4-1 и тука ние се одлепивме фактички и до крајот остана разликата. Да, 8 бода на крајот беше разликата. Со Слога последниот надпревар беше ревијален, каде што имаше исто 20.000 публика, како што вие кажавте, се печеа јагниња, волови. После тоа, кај продолжува твојата кариера? Значи, 2000-та, во исто време, значи, сум и селектор. После оние долги За постови... тоа посебно ќе кажем. Ама тоа е 2000-та, кога сум исто тренер во Победа, тогаш сум и селектор во млада репрезентација. И тогаш сум јас за прв пат... Младата пред тоа немаше победи, имаше нешто... 3 години без нерешена, значи само порази. Значи 1100 и нешто дена, знам дека вашиот колега Зоран Николовски од Сител
кажа дека ете Македонија доживеа после 1100 и неколку дена да добие надпревар во квалификации со репрезентација до 21 година. Игравме во Ѓорче, игравме со Молдавија, победивме 2-0. Значи во тоа време бев за прв пат јас како професионален тренер. Значи со договор со фудбалската федерација. Репрезентација на Македонија, иначе не прифаќав зашто да бидам селекторот повикал што беа и другите селектори. Значи тоа е несериозно и неодговорно и подценување на професијата тренер. Повторно сега да се вратиме на репрезентацијата, ќе продолжиме после за клубовите, бидејќи ова е многу интересно. Младата репрезентација почна да се создава, почна да победува после 1100 дена порази и колку време остануваш во младата, па се префрлаш во сениорската. Токму така. Значи, повраќањето од Словенија, 2000-те, кога ја зимам победа, фактички после 3 или 4 месеци станувам и селектор на млада репрезентација во договор да одработам до крајот на годината со победа, значи онаа година кога Да, и таму и вама договорено со клубот. И направивме договор значи со федерацијата каде што мене ми одговараат тие услови исто и на нив. И јас фактички тука продолжувам да работам цела година, дадов можност шанса на генерацијата што е наследив, тоа беше генерација 79-80 и така одеше во тоа време, па 81-82, па 83-84. Меѓутоа, јас после 2 утакмици увидов дека тука има многу играчи кои се протнале низ иглени уши, што пријатели, татковци, вујковци, ред други работи, такви работи јас не поднесувам, не трпам. Значи, не можете вие да се криете на терен кога ќе му дадете шанса на играч, и веќе публиката, скопската публика посебно, го знае фудбалот, го разбира, не ја подценувам нити прилепската, нити битолската публика, оному каде што се играл второлигашки фудбал, исто квалитетен на времето, вие многу добро знаете и сте пренесувале многу надпревари, не дозволував да се мешаат, значи таков беше договорот, дека ќе бидам и обештетен доколку ја напуштам репрезентацијата од таа причина ако се мешаат во составот. Направив селекција од 66 играчи, и увидов дека многу помлади играчи, меѓутоа разликата од година 2, 3, 4 е голема во млада репрезентација. Вие многу добро знаете. И јас одлучив да направам еден пресек, да не речам една чистка, останаа 7-8 играчи 79-80 и веќе isфорсирав тука многу играчи и селектирав 81-82, 83-84. Значи на секои 2 години, фактички затоа сакав да направам еден спој на тие квалитетни млади играчи, да им се даде шанса да играат 4 години заедно, односно 5 години, и верував дека може да не однесат на едно европско или светско првенство. Затоа што ќе се здобиат во нозете со сигурно 30-40 меѓународни надпревари, што е од голема важност, затоа што многу надпревари наши и клубови и репрезентациите, значи да не ги редам сите репрезентации, имале квалитет, меѓутоа баш ради тоа неискуство меѓународно, многу брзо сме не отишле до таму дека што се очекува. И тогаш во тоа селектирање јас 81-а, значи ги земав Мазнов, Величе Шумулековски, Грнчаров 82-а, Роберт Попов 82-а, 83-та Стојков, Гроздановски, Пандев, 84-та значи Неджипи, Тодорчев. Тоа се играчи кои на некој начин беа во U19 кај селекторот Оджаков. Јас ја следев таа селекција, значи и надвор кога одеа да игра. И оттаму веќе кај тебе така, јас патував, значи и во Финска кога они играа, јас како селектор на U21 патував да ги следам, значи игрите на тие. Значи не може да дигне некој телефон од Делчево или од Битола, Джиджи, знаеш имам играч. Добро играш овој, земи го. Не, мора да се уверите сам, токму така. И така и се направи една генерација и јас само година дена бев селектор на млада, значи одигравме 1-1 со Шведска, за Шведска играше Златан Ибраимович, исто, значи јас го одбрав теренот да играме во Ѓорче, затоа што на голем терен, на градски стадион, верував дека сите овие репрезентации, Словачка беше прва таа година, претходниот циклус што го фатив беше Турска прва,
Значи со Емре, со Нихан, страшни играчи не требало и многу да трошиме зборови за нив. И така јас одлучив да направам тоа селектирање и кога дојдов као селектор 2002 во февруар месец, јас префрлив селектор на А репрезентација. Сениорската репрезентација. Така, значи јас префрлив 10-12 играчи од млада репрезентација во А репрезентација. И сега тоа беше една убава година за македонскиот фудбал и оној незаборавен надпревар на 16 октомври таа година во Саутемптон 2-2 со Англија. Джиджи селектор на Македонија, на спротивната страна Ериксон. Одиме тамо и некако уплашени, викаме, што ли ќе биде сега во овој надпревар? Јас мора да кажам претходно дека бев многу критикуван, дека сум земал многу млади играчи од млада. Можда медиумите веројатно не ги прателе толку надпреварите на тие играчи. Тоа се овие предмалце што ги спомнав, Пандев, Стојков, Гроздановски, Роберт Попов, Грнчаров и останатите. Значи, бев многу критикуван, меѓутоа они го оправдаа. Ја оправдаа довербата, затоа што со нив на градски стадион ја победивме Малта 5-0. Тоа е најголем резултат на домашен терен на нашата А репрезентација. Значи, на тој надпревар дебитираше Стојков, дебитираше Шумолековски, дебитираше Роберт Попов, дебитираше Пандев. Значи, и Стојков и Пандев дадоа голови на тој надпревар, даде Артим Шачири 2 и Ѓорѓи Христов. Значи, многу млади играчи на таа средба и они со тоа само покажаа и докажаа дека може да се смета на нив. Тоа беше во август месец, а веќе во септември почнаа квалификациите и многу од нив се најдоа во првиот состав и на резервната клупа. И кажи ми сега нешто повеќе за тој надпревар со Англија. Ти селектор и одеднаш треба една Македонија да ја водиш против Англија, поранешен светски првак. Да не зборуваме што значи гордиот Албион за фудбал. Измислен е тамо фудбалот, колевка на фудбалот, велиме. А ние одиме тамо и многу од граѓаните, жителите на Саутемптон, на претходно и во Лондон, прашуваа каде е таа Македонија. Некој вели на автострадата Е5, други негде во Русија, некој близу Шпанија, викам, многу знаете. И на крајот кога беше 2-2, викам, и во коментарот сега ќе дознаат каде е Македонија. Токму така. Јас мора да кажам дека за квалификациите сериозно се подготвувавме и ние како стручен тим. Јас и Бабунски заминавме во Јапан и Кореја да го следиме светското првенство каде што учествуваа Турска и Англија. Значи, оние што беа во нашата група, Турска, познато ви е, на тоа светско првенство беше трета. Значи, и надпреварот што го одигравме во Скопје, жалам што не го победивме, затоа што бевме стварно подобри, изгубивме несречно, значи, несречно го загубивме тој надпревар 2-1, а можда требаше да го добиеме со 5 разлика. Без оглед на тоа добивме силна подршка и овации од публиката, им даде подршка на тие млади играчи, затоа што тука Гроздановски дебитираше и го постигна голот во прва минута, го отвори резултатот. А доаѓа трето пласирана репрезентација во светот. Светско првенство. Значи со еден страшен тим, Тугај, Емре, Баштрук, Хакан Шукур, значи стварно играчи со висок квалитет. И сите беа значи многу квалитетни, многу од нив играа надвор во Англија и во Италија. Шукур дали скока или лета се задржува во воздухот? Тоа е најдобриот скокач што воопшто сум го видел во мојата и играчка и тренерска кариера. Значи ретко губел дуелите, страшен играч. Тоа се случи значи на 12 октомври и веднаш на 16 за само 4 дена требаше да се одигра средбата со Англија. Меѓутоа во меѓувреме настана една голема, да кажам, еден голем немир кај играчите. Во соблегувалната понадпревара со Турска разбеснети играчи. Само што слушнале од двајца, значи, кои беа во управата, добро е, што не победија, ќе требаше да им даваме премија. Значи, замислите какви луѓе работеле во федерацијата.
со право, значи јас не го знаев тој момент, значи прво изреагирав многу агресивно, престанаа со тие кавги, да кажам, и викотници. Во преден план беа Седловски и Артим Шачири, од која ми кажа, им реков, во ред, имате право, меѓутоа не на ваков начин. Имаме сега овој друг надпревар, вие ќе докажете дека не е ова случајно денеска. И настана една таква Добро, немир, тоа е многу непријатно, особено пред еден таков меч. Јас истиот другиот ден ради тој момент свикав прес и им кажав кој нема да дојде од управниот одбор да слушне на дело што ќе кажам, да не им биде после касно. Значи дојде само Михо Пановски и ни еден друг. Значи имаше прашања од сите страни, може да имаше 40 на новинари, сите телевизиски кујки и сите медиуми. Да. Јас кажав дека Федерацијата апсолутно овие луѓе залутале во фудбалот, што се однесува до тогаш, сега се извинувам, многу ми е жал и криво што ми излета на брза рака, тогаш кажав дека Ламбер Наудов го играл фудбалот, меѓутоа јас кога би се прашал не би го постил да биде председател ни на земјоделска задруга, а не на фудбалска федерација. И им се извинив на земјоделците, тоа е тешка професија, меѓутоа е вистина така, он препуштил да го водат фудбалот некои си внатре шерифи, каубојци, партиски луѓе, и со тоа не можев никако да се сложам и можете да замислите патувањето. На една страна се играчите, на друга страна е управата. Поарно да не доаѓа. И сите ја гледаат мојата глава горе на кров. Значи, нема што. И јас едноставно успеав на психолошки план да ги дигнам, затоа што ние стварно добро одигравме со Турска. Го загубивме надпреварот, меѓутоа секогаш не победува подобриот. А да не се залажуваме во тој момент трето пласирана репрезентација во светот. И кога стигнавме во Англија, значи прво што ме навреди каде е Македонија. Македонија е град во Русија. Следното беше нашиот капитен Бекан, кој има возен парк од 10 милиона фунти, треба да го чува Александар Васовски, кој вози старено Клио од 2.500 фунти. Тоа беше страшен удар за мене како македонец, а верувам и за сите играчи, и воопшто за сите граѓани на Република Македонија. Значи, тие моменти успеав на некој начин да ги избалансирам и да ги претворам во една позитивна енергија кај играчите. И меѓутоа, знаете што? Имаше многу млади играчи и сега пред ручекот на самиот ден на надпреварот, како што поминував покрај 2-3 фоеја, они седеа тука на некои фотели, играчите пред ручекот, ги слушам како се договараат кој од кого ќе земе дрес. Значи, тогаш, скроз пред мене, ролетните ми паднаа, на крајот од ручекот негдека им реков, се дека сум селектор на Македонија, оној што ќе проба да замени дрес со Англија, више нема да биде повикан во репрезентација. Било кој да е од вас. Дека поважно во тие моменти сега, беше дресот на Бекам, одо што ви играл. Заврши надпреварот како што заврши. Единствен што успеа да промени е Толевски, кој беше заменет во 58-9 минута, за негово место влезе тогаш со неполни 19 години Пандев. Значи Пандев тогаш првпат на некој начин влегува на еден квалификацијски, односно вторпат на еден квалификацијски надпревар. И го промени дресот со Кембел. Меѓутоа сите останати не сакаа да променат дрес. Се уверија зашто им го реков, зашто побарав да не ги менува дресовите. За да се увера дека е тоа, ја што го кажувам вистина, ги натерав да отидат секретарот и економот, а не да ги променат кај нив. Меѓутоа се вратија со нашите дресови. Не дозволија, не им дадоа. Јас ги уверив играчите дека треба да го ценат и почитуваат својот дрес, а Англија треба да се срами, требаше сами да им ги дадат дресовите на нашите играчи, затоа што сепак тоа се светски имиња во фудбалот во тој момент. Да. Майкл Овен, Бекам, Гери Невил, Ешли Кол, Смит играше во значи Кембел, Смит, играше Симан, Жерард, значи Сколс. Да. Значи светски играчи. И да си дозволат такво нешто, меѓутоа покасно дознав дека стварно
многу ретко и тешко ги менувале дресовите англичаните. Добро, тој надпревар, еве, го паметиме сите. 2-2 со Англија, тоа беше изненадување 45 минути за фудбалскиот свет. Тоа беше твојата кариера како селектор. До кога траеше? Еве, заврши тој меч со Англија. Значи, последниот надпревар што го водев беше поразот од Турска во Турција 3-2, каде што морам да кажам дека на некој начин помогнати турците од судиската тројка во вторите 45 минути. На полувремето имавме резултат 2-1. Имавме можност да биде и повисок резултатот, меѓутоа не ги искористивме и нема место и простор да се лутам на играчи од типот на Стојков, значи со 19 години, да не искористи шанса, иако беше еден од подобрите играчи. На тој надпревар Гроздановски даде гол, Артим Шачири даде гол, исто така. Меѓутоа загубивме несрешно, кажав, со една огромна поддршка во вторите 45 минути на цела судиска тројка. И по тој надпревар, значи, веќе бев, како да ви кажам, персона нон грата за сите председатели во клубовите, кои се однесуваа во федерацијата како да е федерацијата нивни клуб и може да прават што сакаат и да стават кога сакаат играч во репрезентацијата. Јас такви работи не дозволував, едноставно бев недопирлив за такви работи и очекувано беше да бидам сменет. Јас си дадов оставка кога слушнав дека дури има заинтересирани да се загуби надпреварот со Англија. Значи, такво нешто не можам да прифатам и си заминав од репрезентацијата, меѓутоа за такво нешто сметам дека е најголем виновник тогашниот председател Хари Хаџиристевски, кој мене ме изманипулира, а имав голема доверба во него. Пред се со промената на договорот, каде што јас бев добро осигуран ако федерацијата сака да ме менува. Да, токму така, нема тренер што може да биде сигурен дека ќе остане вечно на некој позиција. Јас сум на тоа свесен затоа што имав во една ситуација разговор со покојниот Милјан Милјанич и вика, тренер кој сака да биде мора да има секогаш 2 куфери. Едниот да го распакува, другиот да биде спакуван. Не знаете кога ќе ве викнат, а исто така не знаете кога ќе ви избркаат, вика. Кога ќе ви дадат отказ, така да еден куфер мора да ви биде секогаш запакуван, да може и да одите и да си заминете. Тоа е, значи, таква е нашата работа. Джиджи, кажавме и за ова замина, значи после тој надпревар со Турција, но тоа не беше крај на твојата кариера тренерска, напротив, ти продолжи и имаше меѓународна кариера, па сега бидејќи се ближи при крај времето на оваа наша емисија, вака експресно, да одиме на клубовите во кои што беше надвор од Македонија тренер, за Целје кажа, сега за другите, и беше селектор и на репрезентацијата на Бангладеш. Па еве сето тоа, добро рече, спакувани куфери, ние сега сето тоа да го спакуваме во едно 3 минути, да речем. Токму така, значи добив изненадна понуда да заминам во Бангладеш, да ја водам по само 4 дена веднаш во квалификацијски надпревар за 2014 Бразил, репрезентацијата на Бангладеш. Прифатив. Значи, по моето слетување на аеродромот бев прашан дали ќе одам на реваншот во Пакистан. Ние игравме со Пакистан. Бангладеш имаше надпревар. Не одигравме првиот. Јас бев зачуден и прашав, ние играме дома, не играме, не вика, дали ќе одите во реваншот, затоа што пред 2 месеци имав директно, значи, упатено прашање, загина Бин Ладен, сите од Европа и од Америка се недобро дојдени во Пакистан. Ако патува Бангладеш, патувам јас. Јас сум дошол како селектор и тренер да помогнам на Бангладеш, нема проблем. Меѓутоа, дома надпреварот го добивме 3-0 и тоа е прва победа на Бангладеш во меѓусебните дуели, до тогаш, мислам, 17 или 18 надпревар, една нерешена и 16 порази. Да. Ние ги добивме 3-0, не можеа да веруваат. Можете да замислите ако горе во VIP ложата ме чекаат 18 министри, председатели и премиер да се ракуваат, поздрават со мене, каква чест е тоа за еден тренер. Значи, по пресот бев, значи, во таа VIP ложа, се поздрави со сите тие луѓе.
за мене беше голема чест, а веројатно и за нив чим сака да ме видат и да се поздрават, затоа што после тоа веќе дознав што всушност се случило 72-3 година помеѓу Пакистан и Бангладеш, која била една држава и тогаш се фактички поделена. Многу луѓе изгинаа тогаш од Бангладеш. Многу луѓе од Бангладеш, близу 3 милиона загинали. И можете да замислите како ги славеа тие 3-0. Меѓутоа, капак на се беше реваншот, каде што они очекуваа дека ќе не добијат со 5-6 разлика. Значи, одигравме 0-0 и на крајот да ви кажам, дури се исплашив за својот живот. Значи, горе на самата трибина на покривот имаше на секој 10 метра снайперисти. Значи, бевме така чувани. Јас во еден момент реков, Джиджи, што ти требаше да доаѓаш овде, да гинеш, за кого? Значи, стварно, тоа е језива работа, значи, страшна работа да видите на секој 15-10 метра горе, можда 30 на 40 снайперисти. Меѓутоа, заврши надпреварот и во еден момент играчите ме фрлаат на раце. И ја викам, викаш супер. Да не су мета сега. Фрлајте ме, викам, супер, уште подобра мета. Тоа е тоа. И тоа, Бангладеш остануваш колку, една година? Една година, 24 надпревари во сите репрезентации, значи ја бев селектор на репрезентација, меѓутоа по доаѓањето на еден пријателски надпревар Аргентина и Нигерија, спонзорот што требаше да ги плати 5 милиона, 4 на Аргентина, милион на Нигерија, 4 милиона за Аргентина со Меси, без Меси милион, меѓутоа дојде Меси, тогаш се уверив дека е стварно најдобар играч во тој момент во светот. Значи ја добија утакмицата 3-1. Зборот ми беше, значи, финансискиот колапс имаше поради тоа што мора да враќа кредит преку меѓународната федерација. Затоа што ФИФА им запрети дека ќе ги исфрли од сите надпреварувања и на светски и на азискиот континент и клубски и репрезентативно. И они мораа да земат кредит. Иначе беше во план, побараа од мене да подпишам нов 4-годишен договор и да донесам двајца тренери, односно селектори за U21 и U19. Значи имав разговори тогаш со Артем Шачири за U21 и со Туш Зефич за U19. Ама пари тоа не се реализира. И да ви кажам, не бара од некоја европска банка вие да им донесете. И да ви кажам, ако најголемата плата во Бангладеш е измеѓу 100 и 150 долари во јаки фирми и министерства, тогаш можете да замислите каква беда е кај општиот работник. 30, 40, 50 долари. Јас, значи, само од таа причина си заминав, затоа што мојот договор беше многу голем во однос на значи колку примат. Стварно многу голем и јас едноставно не можев да земам таква одговорност да ги донесам Шачири и Зефич за селектори и едноставно јас си заминав. Побарав дури 3 месеци порано да си заминам. После тоа на брзина клубовите имаше и Албанија, имаше Романија. Да, бев во Индонезија, не, Романија беше 2008. Значи Вардар во еден период од 4-5 месеци, каде што имав одлични резултати на почетокот со директниот конкурент 6-7 на градски стадион со Шкендеја и да не должам, затоа што пред крај емисијата, меѓутоа ако немате соработка од сите оние и да го заштитат клубот од оние душебрижници од надвор, посебно од федерацијата, од Илчо Георгиевски, тогаш сигурно дека нема место и простор да работи еден тренер, затоа што сепак мора да има соработка со сите во клубот. Добро, Джиджи, мислам, има уште многу закажувања за твојата кариера. Последното нешто беше мојот ангажман во Ренова, да ги оставам во Лига, ги остави во Лига. После тоа имав операција на десното колено, чистење лигаменти и менискус. Сега сум веќе окей. Да, сега сум окей и да сме здрави и живи. Кој клуб имаш некој вака на... Само, па добро, мојата желба е од секогаш и цел да се оди надвор. Овде е загубено време на некој начин. И што да ви кажам, само не треба да се заборави, тоа добро го знаат сите мои колеги, без оглед на име и презиме и нивната тренерска кариера, колку и да била успешна, сепак сме од Македонија и многу е тешко, значи да македонски тренер да излезе надвор, затоа што со играчите е веќе друга работа, дава гол, спасил гол, добро одбранил, е полесно. Со тренерите подолготраен процес и на докажување, стекнување на доверба. Не нема на светско, не нема на клубско натпреварување.
И тоа е многу тешко да може да одите. Добро, тоа беше почитувани гледачи Никола Илиевски Джиджи, познатиот фудбалски тренер, порано и селектор на нашата сениорска и на младата репрезентација, човек кој се уште може многу да даде во македонскиот фудбал, зошто да не го видиме и на кормилото на некоја екипа во Македонија, а и надвор од нашата држава, зашто е име и презиме во фудбалскиот свет.